Благодарам. Почитувани работници, почитувани граѓани, денес на Законодавно-правната комисија се разгледуваат предлог на буџетот за 2023 година и амандманите. И еве на конкретниот амандман кој што е доставен од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, кој што потенцирам на Комисијата за финансирање и буџет беше усвоен. Денес е на разгледување овде, но со оглед на реакциите од парламентарното мнозинство и од извршната власт се надзира дека истите не сакат да го поддржат овој амандман. Па затоа морам да потенцирам и формално правно да ги разгледаме и надлежностите на комисијата, а секако и што треба таа да разгледува и на што да се однесуват заклучоците и одлуките на самата комисија. И потенцирам, почитувана председателки. Согласно член 141 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, во ставот 1 вели: матичното работно тело го разгледува предлогот на законот од гледна точка на потребата за донесување на законот, началата врз кој треба да се заснова законот, основните односи што се уредуваат со законот и начинот кој се предлага нивното уредување. Согласно ова, аналогно на донесување на законот и постапката се однесува токму и на амандманите на амандманската расправа по однос на буџетот, бидејќи овде треба да се разгледа и да се достави извештај до пленумот, односно да се разгледа на пленарна седница. Во ставот 2, внимавајте, вели: Законодавно-правната комисија го разгледува предлог на законот од гледна точка на потребата од донесување на законот и неговата усогласеност со Уставот. Тоа значи, доколку парламентарното мнозинство се обиде да го одбие овој амандман, иако истиот е усвоен на Комисијата за финансирање и буџет, треба јасно и децидно да ни даде образложение на што е спротивен овој амандман, односно на кои законски норми, на кои одредби од Уставот е спротивен овој амандман, за да можат истите да посегнат по негово неизгласување. Ова го потенцирам, бидејќи надлежноста, како што ви потенцирав, на комисијата, односно на Законодавно-правната комисија, која што произлегува од одлуката со која што и се дадени надлежностите, една од надлежностите покрај другите е токму усогласеност на законите и другите акти со Уставот и со правниот систем, како и нивно правно-техничка обработка. Дали имаме техничка неусогласеност, дали имаме суштествена неусогласеност и на што ќе се однесува ова неизгласување, односно на што е спротивен овој амандман, за да истиот не биде проследен во формата во која што е изгласан понатаму, односно да истиот амандман биде вклопен во дополнителниот предлог на буџет кој што треба да се врати во влада, да се доработи и да бидат инкорпорирани амандманите кои што се прифатени, а еден од нив е токму и амандманот со кој што се предвидува дека на вработените во јавниот сектор ќе се зголемат платите на вработените во администрацијата за 15%. Или, според овие предвидени средства, во наредната година, во социјален диалог, кој што треба да го има, извршната власт ќе има средства обезбедено во буџетот да им се зголемат приходите на вработените во јавниот сектор, односно на сите вработени во јавниот сектор за 15%. Но, уште еднаш потенцирам, иако очигледно е дека намерата на мнозинството е да го отфрли овој предлог на амандман кој што го доставивме, барам од председателката конкретно образложение, како што и напоменав претходно, иако, како што рекоа и моите претходни колеги, станува збор за период во кој што имаме галопирачка инфлација и ова зголемување на платите воопшто не е луксус, туку станува збор за неминовно зголемување, бидејќи
инфлацијата достигнува и до 30%, а на одредени продукти гледаме дека имаме инфлација и до 50%, односно еве, конкретно во статистичкиот извештај за леп и жита за ноември 2022 година имаме зголемување, односно инфлација од 47,7%. Затоа, почитувани колеги, сите кои што сме тука, кои што треба да се изгласи овој амандман, треба да се запрашаме зашто станува збор и како потоа, доколку се обидете на насилен начин да го вратите, односно да не го усвоите овој амандман, ќе ги погледнете вработените во овој сектор. И дополнително се приклучувате со уште една постапка која што ќе биде спротивна на деловникот во низата кој што претходно ги имаме на прекрашување на деловникот за работа, и затоа овде како една од најповиканите, односно најповикана комисија, затоа се доставуваат овде сите предлог законски решенија за да ги разгледаме дали се во согласност со законот и уставот. Во конкретниот случај сметам лично дека овој амандман ниту има технички недостатоци, ниту е спротивен со некои одредби од закон или спротивен на устав. Затоа ве повикувам да го изгласаме овој амандман, истиот да биде инкорпориран во дополнетиот предлог на буџет кој што ќе го достави, а со тоа всушност, еве, вие сте парламентарно мнозинство, вие сте тие кои што ќе треба да го реализирате. Зборувам за извршната власт. Ако зборуваме за политички поени и дневна политика, ова ќе биде на ваш плюс. Зошто? Вие сте тие што ќе треба да го реализирате. И дополнително на сето ова, во наредната година ќе имате предвидено средства кога ќе се случи овој социјален диалог, да можете да ги покачите платите, односно приносите приходите на овие граѓани кои што се вработени во овие сектори. Затоа уште еднаш потенцирам и барам конкретно од председателката доколку се посебне по ваква ситуација да ми образложи по кој член од деловникот, од законот и од уставот ќе се повикате да пристапите кон неосвојување на овој амандман. Почитувани работници, почитувани синдикати, продолжите да се борите за правата на работниците, бидејќи секогаш од успешните работници и успешно спроведените реформи врз основа на функционални анализи ќе имаме подобри услуги за сите граѓани. Меѓутоа, во дадениот момент ниту имаме ваква функционална анализа, ниту пак имаме некоја визија како да се подобрат услугите во овој сектор. Благодарам.